Пред да се одјавиме за денес, разбира, ќе излеземе и на терен со нашата Марија, овој пат на уште една интересна тема и малку повеќе ќе се запознаеме како функционира најголемиот склад на Макпетрол за квалитетот, контролата и технологијата. Соговорник на Марија во продолжение е Синиша Стојчевски, а се разбира подетално и со повеќе прашања и одговори на оваа тема во следните минути на лице место. Марија, добро утро. Добро утро, Иван, и до тебе. Благодарам за најавата. Тукму така, прво добро утро и прв поздрав тукму од Илинден, односно од најголемиот склад на Макпетрол, каде што се чува и се испорачува нафтата за бензински станици и за други деловни партнери. Како функционира овој склад и што е оно кое што треба да го знаат нашите гледачи кои што се секојдневно со нас? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин, господин Синиша, кој е вработен во Макпетрол. Добро утро, добро дојдовте во нашата емисија. Драго ми е што имаме можност да направиме едно вклучување токму од тука. Верувам дека овие информации ќе бидат добро дојдени за нашите гледачи. Добро утро. На самиот почеток напоменав и во најавата, се наоѓаме во најголемиот склад на Макпетрол. Поттука можеме да напоменеме нешто повеќе за самиот склад, односно како функционира и како се врши таа испорака за бензинските станици и за деловните партнери. Како што рековте, склад Илинден е најголемиот склад во системот складови на Макпетрол, од каде се врши спорака за потребите на Макпетрол за малопродажните објекти, односно бензинските станици и деловните партнери. При процесот на утовар се врши дорафинирање на горивото со филтри кои се користат за авиогориво и исто така се адитивира со најнова генерација адитиви. Кажете ми, од овој како всушност пристигнува нафтата и нафтените деривати во овој склад? Процесот на прием во складот се врши со авто и вагон цистерни на индустријски колосек. Контролата исто така е важна да се напомене, контролата на квалитетот и на квантитетот. Колку е важна оваа контрола за сигурноста на самите горива? Секоја авто и вагон цистерна се контролира од страна на независно инспекцијско тело кое е постојано присутно во склад Илинден. Освен оваа контрола на квалитет и квантитет, верувам дека се поврзува и со самиот постојан мониторинг на складираното гориво. Може ли да поменеме нешто за самиот мониторинг? Во склад Илинден има радарски софтвер кој го контролира квалитетот и квантитетот постојано во резервоарите. Кажете ми, верувам дека важно е да се спомне исто така и за верифицираните мерни инструменти. Тие се имено законски верифицирани. Што е оно кое што треба да го знаеме и што е важно токму за овие инструменти? Сите мерни инструменти во склад Илинден се верифицирани од Бирото за метеорологија во предвиден законски рок. Исто така и автоцистерните на Оилко се верифицирани од Бирото за метеорологија. Пред самиот крај убаво е да се напомене и за намешувањето на биодизелот B6, односно за самото собствено производство. Да, во нашиот склад се намешува и биодизелот B6, тој е 6% биодизел за испорака на бензински станици, кој се произведува во нашата фабрика. Ви благодарам многу за сите овие информации. Молам, благодарам за вас. Се надевам дека ова вклучување беше интересно за нашите гледачи со оглед на тоа дека за прв пат од лице место правиме вклучување токму од тука од најголемиот склад на Макпетрол во Илинд.